Неколку стартапи го следат примерот на новите продавници на Амазон без продавачи. Не се само безготовински, туку се и без касиери. Влегуваш, ја скенираш апликацијата, одбираш тоа што сакаш и излегуваш. Амазон минатата година отвори 9 нови продавници во 3 американски градови. Купувачите ја скенираат апликацијата за да влезат во продавницата, земаат тоа што сакаат и си заминуваат. Камери и сензори следат што купувачите ќе земат од полиците, со што производите автоматски им се наплаќаат од кредитните или дебитните картички. Компаниите како Zipin и Standard Cognition преговараат со малопродажници во САД и други делови на светот. Сакаме да им помогнеме на трговците на мало да воведат технологија како оваа. Ние правиме технологија за продавници, не продавници за технологија. Трговците на мало можат да научат како луѓето купуваат. Камери и сензори ќе знаат кога купувачот зема нешто или го враќа на полицата, привлекувајќи ги да купуваат со тоа што им испраќаат порака за попуст. Мислам дека за 5 години сите ќе купуваат овакви автономни продавници. За 10 години мислам дека тоа ќе биде сосема вообичаено, па дури ќе биде чудно ако нема таква можност. Но технологијата без касиери го отвора прашањето на приватноста и опасноста, податоците на купувачите да завршат во погрешни раце. Камерите се поставени високо над главите на купувачите и насочени се право надолу, речиси исто како што GPS камерите ги гледаат автомобилите на мапа. Тие не ги гледаат лицата на луѓето и затоа нашата технологија не може да врши препознавање на лица. И Zipin и Standard Cognition отворија мали експериментални продавници во Сан Франциско, кои се уште не се отворени за јавноста.